8 август 2020 лето господово. Добро дојдовте во новата епизода на циклусот Родински разговори. Родински разговори, благодарение на вас, драги гледачи, симпатизери, членови на партијата Родина Македонија, прераснува во своевидна лектира на суверенизам. Веќе се наоѓаме во шестата емисија од нашиот циклус, во која полека на граѓаните на Република Македонија им го представуваме новиот концепт кој Родина Македонија го работи веќе повеќе од година дена. Најавивме во претходните емисии дека Родина Македонија ќе биде своевиден катализатор на промените кои што ќе се случуваат во нашата држава. Се надевам на подобро со ваша поддршка. И најавивме дека ќе сме отворени и ќе соработуваме со организации, поединци и сите оние кои што сакаат да се приклучат во борбата заедно со Родина Македонија. Денеска ќе отстапиме малку од концептот кој што го имавме во претходните емисии, каде што гостува членови на претседателството на политичката партија Родина Македонија. Денеска имаме една исклучителна личност, прекален и докажан борец во каузата за добробит на македонското општество и редефинирање на сето она што во изминативе 30 години двете најголеми системски партии го сведоа на ниво на протекторат. Нашата држава ја претворија во обична попатна станица, прчија. Со задоволство ви го представувам господинот Љупчо Палевски. Љупчо, добро дојде во студиото на Родина Македонија. Долго време мислев како да те представам, но мислам дека посебно представување нема да има потреба, затоа што пошироката македонска јавност и нарочито оние луѓе кои што се на браникот на патриотизмот на државата веќе многу добро те познаваат. Би почнал со една малку поконтроверзно прашање. Значи, сите знаеме, за луѓето што не знаат, за гледачите што не знаат, вие бевте последните 6 месеци, чинаме ли колку беше во затвор, така наречен екстрадиционен затвор прво бевте во Србија, па потоа бевте во Република Хрватска. Додека бевте тамо, тука се шпекулираше во јавноста, претпоставам од зли јазици, дека имало некое USB со вас кој вие сте го носеле на аеродромот Никола Тесла во Белград и наводно сте имале чекиран тикет, билет за Москва. Што е вистина околу сета таа фама и тие шпекулации кои што се дигна околу вашето затварање? Од прва рака сакаме да слушнеме ние и нашите гледачи што всушност беше причината за вашето затварање и она неразумно држење повеќе од 5-6 месеци без никакви образложенија на вашите адвокати, на вашите правни советници. Што беше причината, Љупчо, за целата таа папазјанија? Добро вечер на вашите гледачи. Таа папазјанија која што ја викаш ти, значи има тука само еден точен факт, а тоа е дека сум имал карта за авионска карта Белград-Скопје, Москва и назад. Требаше да бидам 3 дена гостин на една невладина руска организација која се занимава со корупција и слични, посебно во финансиската сфера, криминали, злоупотреба, перење пари и такви работи. Инаку, што се однесе до USB-то, одма да демонтирам, прво Љупчо Палевски своите документи во Page и во Word ги држи на клауд. Денеска само неписмен джандар, глупав джандар, може да мисли дека луѓето користат USB. Никој веќе не користи USB. Денеска целиот свет почива на клауд технологија, а тоа значи дека на клауд се држат сите работи, вклучително и доколку поседувате разговори. Ви треба само еден клик и тоа да го споделите со целиот свет. Така да, таквиот облик на оговарање, на кажување глупости, само покажува во какво девастирано општество живееме. Значи, дури и технолошки е неписмено. Сите користат, шетаат телефони заради статус, а воопшто не ни користат, не ни познаваат технологијата. И од тие причини они прават конструкции за да ве компрометираат. Инаку не бев 6 месеци, бев 9 месеци, од кои 8 месеци во централниот затвор во Белград, а само 10 дена во Задар, додека се организираше првото рочиште на кое бев ослободен и добив и хартија и пресуда и све, дека сум слободен човек. Карактеристично е што судиката во Задар
ме замоли ако може да ја доставам документација од Белград, бидејќи беше шокирана, она дозна дека јас сум бил притворен откако ме донесоа во Задар. Така да србите ме држеле 8 месеци без... При тоа они, предпоставувам, по дипломатски пат го известиле Министерството за правда на Хрватска, меѓутоа никој друг понатака не го известил судот, дека сум достапен за тој суд и така натаму. Потерницата е затоа што сум бил недостапен. Потерницата зашто си недостапен на образложението наводно. Малку добро, кажав небулозно, јас. за некоја си сума од 2.500 евра, Да, што е... ама тоа не е Лјупчо Палевски, тоа е правен субјект во кој јас сум одговорно лице, а бидејќи сте одговорно лице, одговарате пред законите за действијата на таа фирма или правен субјект. Неважно е тоа, таа цена ја е платив, мислам, тоа е за луѓе исто така. Значи, DeepSheet, технологијата е таква да они владеат со оваа демократска процедура, ја владеат во целост, ја владеат со луѓе и функционери кои без разлика од која партија се стаени се послушници на Deep State или DeepSheet, ја што го викам да појаснам, кои безпоговорно извршуваат било каков проект, тука нема партија, тука нема никаков друг интерес освен слушање, послушно и реализирање на проекти, што сами се уверивте за Панчевски, за Владко, што све направија, во каков временски рок, на кој начин се суспендирани негови права да се брани, да се подготви за рочишта, доведен исти ден и главна расправа, и завршни зборови, и пресуда и сето тоа, што покажува демонстрација на сила од страна на DeepSheet, тоа беше кај мене, и истото го направи и на Владко, со тоа што кај него се многу подраконски кај Владимир, го осудија човекот на 3 години и 6 месеци, како пример, бидејќи Владимир, денеска тој го напиша, Владимир долг временски период се спротивставуваше на Deep State, поточно на господинот Стивенсон, на господјата Каранакова, кои беа задолжени од Американската амбасада и буквално во таа 2016 година спиеа во судот, за да 17-та, кога се направи владата на Зоран Заев, спиеа во судот за да се изврши промена на председателот на судот кривичен, за да може потоа новиот председател да делегира и се она да го прави. Сите други видовме што се случи, и 27-ми, обидот за убиство на села и така натаму. И тој отпор кој е индивидуален на Владко, на Панчевски, мораше да биде санкциониран и мораше да биде за пример. Класично заплашување, истото што се случи на 27 Ако април. не судите, 27 април е целта да се направи еден театар на незаконски начин Зоран Заев да стане премиер. Како и сега со фалсификат што се обидуваат да го инсталираат во втор мандат. Не, за вака сите судии, вклучително до последен, и оние кои се послушни, и оние кои држат до себе, има честни судии, после вчерашниот ден веќе знаат дека и нив им следи иста казна доколку не го слушаат DeepSheet-от или Америчката амбасада сместена на Кале, популарно што ја кажуваат. Значи, во тој контекст е она што мене ми се случи, она што на Владко сега му направија, е класична демонстрација на сила и повторно велам во име на граѓаните, во име на некаква правда, која не е правда. Буквално сите судии, буквално јас се увери во Белград, ме држеа тек затворен во септември, тек за нова година добив да видам кој е обвинителниот акт. Јас без обвинителен акт седев 4 месеци у притвор. Значи ти ги нарушија човековите, основните човекови права. Па право на одбрана, секој човек има право на одбрана, како што имаше и Владко, на кој не му дозволија правото на одбрана, тоа го направија во Велес. Инаку родина денеска официјално застана позади Владимир Панчевски. Секој човек, Секој нормален човек би македонец, застанал треба и да застанува. застане позади Владимир. Значи, Лјупчо, мене ми е страшно симптоматично како тоа пред на некои 8-9 месеци пред изборите кои беа закажани, ти одеднашка се најде за решетки, не во нашата држава, него во соседните држави. Ја Нели бите е тоа- дополнил, можете Да, дополнил. може. Значи првиот чекор, кога наместо трета да биде уште една мала партија, ја одлучив трета да биде дел од Глас. Тоа беше еден прв соличен пример да покажеме дека треба да се организираме, да се укрупнуваме, да бидеме посилни за да пружиме отпор. И тоа дојде веднаш, после само 2 месеци. Неколку, како да ги кажам, не кодоши, душмани и така натаму, инфилтрирани во трета, сето тоа успешно и вешто го направија да тргнат на Класична пат. саботажа.
Па во понеделникот јас бев во Белград, во Рускиот дом, дебатиравме на тема геополитика. Вранглеров дом го викаат, но не генерал Вранглер, на неговата куќа, на местото на неговата куќа, денеска Руската Федерација има огромна зграда која е Руски културен дом. На Руската Федерација културен дом. Тама беше доста интересна таа дебата околу геополитика и си се вратив назад исто на Табановце најуредно, тоа е понеделник, во средата тргам на пат. Исто на Табановце и кај Србите на меѓународен премин пројдов, чекирав куфери и го се качев горе на излез. Стоп, хапси црвен монитор и теапс. Рече дека тоа доаѓа 2 дена после вашето приклучување на трета во склоп не 2 дена, 2 месеци. 2 месеци после вашето претопување во партијата на Грчева. Бебо кај Грчева за да бидеме посилни. Беше деновиве несвојствена на еден лидер на политичка партија како Солза Грчева да имаше негативни коментари против вас. И денеска одбивам такви работи да дебатирам, јас Солза си ја почитувам, си ја сакам, само напишав дека не се снајде на овие избори. Не се снајде, она доживеа фијаско, напротив. Не е фијаско, покрадена и она како што беа сите покрадени. Дел од фијаското е почел, извини што те прекинувам, тоа што они немаа сенс, значи немаше сенс ни Солза, немаше сенс ни Бачев, немаше сенс ни Интегра, ни никој кога ние ги повикувавме како Родина Македонија да не учествуваат во овој изборен процес, затоа што однапред го предвидовме дека ќе биде кланица. Вака. Они не ги послушаа нашите... Легитимен е твојот став. Да. Го разбирам, легитимен е твојот став. Меѓутоа да убрзаме динамика дима ради гледачите. Тој став на Родина е легитимен, као што и ставот на Солза исто така легитимен. На овие избори и мојот став беше сите против Заев и Беса, бидејќи имаат подпишан договор пред изборите. Таа е една маленкост која е многу значајна, кога македонски и албанска партија подпишуваат пред избори коалиција, тоа до сега се нема случено 30 години демократија. Прв пат се случува. Они веќе имаат еден договор за соработка подпишан, во тој договор децидно стои дека ќе се федерализира Република Македонија, го објавив и тој договор. И сметав дека треба да се надминеме сите и сите наши тактики на малите, тоест новите трети партии, и дека потребно е секој да гласа за себе си, ВМРО-вци нек си гласаат за ВМРО и така натаму. ДПН-овци. Да, ДПН-овци, добро. Да, ама не можам сега во една реченица контекст на избориве сега и да го објаснувам ВМРО и неговото идеолошко отстапување. Затоа кажав ВМРО-вци, не затоа што се бисински или не знам какви, не ги оценувам. Целта беше да Зоран Заев, као една класична инсталација на дипшит, јас се бориме. Без разлика Мицковски дали е подобар, полош и така натаму, тоа е купување време и тоа е покажување некаква свест, некакво заедништво и на такви кои меѓу себе не се трпат. Различно мислат, као што и ти имаш различен став од господјата Грчева. Значи, ја и денеска не одговарам на такви обвинување дека сум одработил за Мицковски и така натаму, тоа затоа сум обвинен. Нели мислиш дека Мицковски имаше премногу простор и маневра за да го докаже тоа патриотскиот став на најголема лидер на најголема опозицијска партија. Он можеше 2017 или 2018 пред референдумот едноставно да го напушти парламентот на Република Македонија, да предизвика парламентарна криза, ништо немаше се случи, ни преспански договор, ни ништо. Малку касно Јанков стиже на Косово. Што се однесува до ДПМН и господинот Мицковски? Прво, као мала партија, нова партија, се извинувам уште еднаш, како нова партија, Родина, Глас, Јанко Бачев, сите треба да се радувате што Мицковски е лош според вашите критериуми и моите критериуми. Не е доволно националист, уствари каков националист, патриот, а камоли националист, и вози една европска, проевропска, демохристијанска политика, која го носи во центарот на политичката сцена. Тоа е легитимно негово право, бидејќи ниту јас, ниту ти сме члени на ДПМН. Дури отвара простор за Родина, за Глас, за Трета, за сите, па вклучително Единствена Македонија, отвара простор со таквото демохристијанско померање во центарот. Ние би требало сите да се радуваме, бидејќи многу полесно ќе се организираме како тврди македонски партии и да се организираме во сериозна политичка сила. Но залогот е многу голем. Да, меѓутоа Република Македонија беше влогот. Ама Република Македонија не може да ја спасиш на избори. Малце се избори. Тука дефектот е толку многу голем
да секое лажење дека може да се спаси Република Македонија со еден трик, со еден гек, со еден протест, со едно кршење на парламентот, е лага за народот. Може би добро е да мобилизираш луѓе, може би добро е да добиеш лајкови на Facebook, исто така е добро. Меѓутоа е далеко од реалноста. Што сакам да кажам, дека сите овие договори што се подпишани и со Грција и со Бугарија веќе се имплементирани делумно, со Грција е многу напред отидено, веќе тие представуваат закони од штампани службен весник и тоа е веќе законска обврска, не е договорот Преспа. Договорот од Преспа е парче хартија на која ние сме продадени и сега веќе по тоа парче хартија веќе се огромен број од потребните законски измени веќе се направени. Значи ние тука треба да решаваме и закони, треба да решаваме и устав и така натаму. Мене ми е жал што никој не ги поставува работите дека мора да бидеме организирани и политички да се добереме до некаква власт, било каква, по секоја цена, за да може еднострано, без никаков, не ти треба ни 2/3, не ти треба ни ништо, од едноставна причина, што делот на договорот, и да не е раскинат, на ерга омнес, се што е внатре, во рамки на територија Република Македонија не важи. Точно. Спротивно е на меѓународно право, спротивно е на нашите определби, устав и волја на Не е народ. подпишано од председателот на државата. И конечно има референдум кој е консултативен и Не е тој обврзувачки. референдум, да, за него не е обврзувачки, меѓутоа за нас е јавно мислење, тоа е став политички на македонскиот народ. Што значи дека нас не чека сериозна политичка борба и у тој контекст апелирам со сите различитости што ги имаме и родина, најлегитимен е вашиот став, и на Солза ставот, и на Јанко Бачев ставот, и на останатите, вклучително и левица, по секоја цена да се зголеми толеранцијата меѓусебна, да се разговара за различни ставови, никако да се судиме меѓу нас. Пошто и онака дипшит ке не суди еден по еден. Дефинитивно. Мене ме решија, Владко го решија, може би вас ке ве решаваат, немој да... Тога ќе ни кажеш, брат, во вториот дел, или ако сакаш сега, Не, ти го изнесе делот од аферата Атлантик, каде што се делот, каде што се таргетирани причината. членови на председателството на Родина. Па стравот и причината беше моето пристапување во глас и сознанието на УБК дека комплетната документација на УБК за Атлантик е кај Палча. Така. Тоа беше големиот аларм кај нив и не само тоа, ако се сеќавате, кај мене не ми дозволува да направам протест, имаше 24 сата пред седиштето паркирано полициско возило. Сите луѓе кои влагаа ги легитимираа. Тоа траеше неколку месеци. Понатака, едноставно возило со опрема за протест пред владата ми го шета цел ден на 4 или 5 технички прегледи. Плативме казна, среќа Светски македонски конгрес ја плати таа казна во контекст, во склоп на активизмот на бойкотирам уставни промени. Значи, пред председателски избори. И сето тоа на крајот заврши со така како што заврши, со екстрадиционен притвор од 8 месеци, 9 скоро. Дали 8 и 27 дена. Дали направи некои правни напори да ти се обештети тој престои? Тоа адвокатот во Задар го работи. Не знам, не сум се чул, адвокатот во Задар тоа го работи, го прави, што ќе направи, не знам, не сум оптимист. Највеќе од се плаши, значи, таа демонстрација на сила која и преку аферата Атлантик што тие обелодени, ни кажува дека имаме работа со звер, со монструм. Значи, они се спремни буквално со сите методи, значи не макијавелистичко не ги надминуваат и макијавелистичките методи, значи спремни се со затварање, со уцени, со прогони. Се плашам да помислам дека се спремни и на ликвидација физички на одредени опозицијски активисти. Меѓутоа, токму регистрацијата и создавањето на Родина Македонија иде во насока на организирање на сите луѓе кои се против оваа монструозна власт. Значи, тука те вклучувам и тебе, како човек што последните 3-4 години Добро, имам константа у те. да, на сите начини, значи, многу храбро се спротивставуваш на овој огранок на дипшит, како што ти го велиш. Па види, се секам на твоите изјави против Бейли, значи го предашеше на сите можни начини. Ретко кој политичар или аналитичар или било кој се на таков начин се спротивставуваше на тој монструм, значи што доаѓа од Deep State-от. Кои се твоите планови во иднина, како политички ќе действуваш?
Па политичкото действување, бидиш ја и денеска И без едно печат действувам. Дали е можна соработка со родина? Како и не? некако се Не се е можна, неопходна и обрзувачка е. Обврзувачки И тоа не ваше само- вклучување во И не само Палчо. Значи, јас денеска и секој ден апелирам на македонецот да му помогнам да ја разбере измамата која се пласира. Исто така се пласира од наводно патриоти, ја ги викам фолклористи. Да се обединиме, идеме у некакви хотелски сали, без везе седнуеме, меморандум. не меморандум, пелистерка, она, газирана вода, чаши, оригинал, она што сме гледале кога деца у комунизмов, тоа го правиме и сега, као некаков статус се добива, што е глупост. Денеска немаме ние проблем со статус, ние немаме држава, а камоли статус. Значи, ние сме сите обединети околу Македонија, како име на нашата татковина, сите сме обединети како македонци. Бидејќи македонец е секојдневен консензус дека припаѓаме едни на други, као народ. Така да тој термин обединување е многу глупав термин. Злоупотребуван. Не, во моментов е глупав. Ние сме обединети, Зортот не е обединил. Ние немаме више каде да одиме што обединети. Ние не сме организирани. Затоа, пред малку ја апелирав да, пример, твојата оценка за действувањето на гласни избори е твоја, меѓутоа во самите оценки не треба да се судиме едни други. Ја тоа и во стримот на бойкотирам исто така, апелирам до децата, дека едно е да бойкотираш, а сосема друго е да се занимаваш со Политика. Не, тоа е чиста политика бойкотот, меѓутоа да се занимаваш со тоа дека Мицковски треба да е оставка 20 пати дневно. А при тоа ти се декларираш дека не си ДПМН, па што се мешаш во внатрешните работи на ДПМН? Ако членови на ДПМН им е убаво со Мицковски, со среќа нека име. Ние ќе гледаме нашето необединување, него организирање секој на свој начин да се бори. Јас секогаш, ако има потреба родина, ќе ја помагам. Без разлика која е моето мислење за родина, ние имаме заедничка цел. Точно. Обединети сме веќе Македонија, македонски народ. Се останато е технологија, секој на свој начин да се бори. Јас тоа што го знам од моето искуство, го правам секој ден. Во тој контекст и Атлантик, во тој контекст и други начини на прибирање на информации, собирање на докази, нивно пласирање во народна форма, народот да може тоа да го разбере, народот да биде посвесен во каква ситуација се наоѓа, за да може да биде помалце манипулиран и вие како родина, јас како трета, сите повеќе да успееме во борбава или што побрзо овој баксо за Зоран Заев да го обориме. И заедно со Зоран Заев, лажните патриоти кои што ги кажа и тие да исчезнат од вака, да се политичката разбереме. Значи, она што го прави, да кажеме, Филип Петровски. Јас сум лидер или не сум лидер. Било кој. Не може да разбера дека во оваа ситуација лидерство ќе се роди од борба. Народот ќе го препознае, не сам да се ти промовираш. Бидејќи лидерството значи лид, треба да водиш. Кон што водат денешни лидери? Кон само себе промоција, јас да бидам лидер на ВМРО, ти да бидеш лидер на не знам што, а забораваат дека лидерството е оној кој го води народот. Што значи тоа? Не само со пушки, треба и со идеи, треба и со политика, треба со знаење. Значи, самото тоа седење дома и очајно чекање да се роди лидер е тотално погрешно. Лидерите се раѓаат во борба, не се раѓаат пред борба. Јосип Броз Тито во војна, не станал во мир. Во мир бил илегалец. Беше апсен. Не, во мир, даде у Загреб. У Хрватски и он лежи зато. Значи, во мир Тито е илегалец, а во војна е воен командант и така станува лидер. Истото и денеска, значи, лидерот кај македонците ќе биде оној кој ќе го победи Зоран Заев, кој ќе ја сруши оваа власт. Све останато на Facebook, глупостиве што ги читам, се безпредметни. И у контекст на тоа, ние како трета функционираме, немаме печат, немаме сметка, без проблем имаме се што ни е потребно за политичко действување. И еве веќе еден ивент што го најави за Богородица, го правам јас лично како физичко лице, а со мене се сите членови на трета и немаме печат, немаат ингеренции ниту за подпис на жиросметка, ниту сметка. Едноставно решивме и сметам дека мора да постои структура која функционира и живее надвор од системот за да го сруши системот. Ги поддржувам сите нови партии,
и апелирам да не се расправаме меѓу себе. Дефинитивно. Родина ќе ги поддржи сите иницијативи кои што ќе доаѓаат од вас и ако треба да се канализираат на легален системски начин, ќе помогнеме и во тоа. Актуелно е деновиве, значи театарот со договарање на владино мнозинство, на собраниско мнозинство кое треба да креира едната влада. Како на филмска лента се менуваат информациите. Час Мицковски преговара со Ахмети, со Антич морам да кажам. Час Заев. Јас во неколку наврати и моите браќа од родина Македонија во емисиите најавивме наша анализа дека се оди во контекст на стварање на концентрациона влада, широка влада, а овој театар со као преговараме сега нешто држ не дај е само една увертира во таа широка влада која што треба да ги исполни агендите на Гейтс, на Deep State. Не, проект има за Балканот, има проект има за Балканот. И на нив, значи на тој Deep State им треба значи широка влада, затоа што утре ако некој од тука се побуни, они ќе речат да, ние имавме подписи од позиција и од опозиција, од левица и од десница широк консензус, што е нонсенс. Дали ти сметаш, Палчо, дека ќе заврши со концентрациона широка влада или ќе имаме некој монструм договор? Вака, значи и двете страни, условно да ги кажам две страни, двете големи партии и третата албанската, до последен момент и секунд ќе се такмичат кој сам да направи влада, не за друго, без разлика дали е широка или поединечна партиска, политичка, безпоговорно ќе ги извршат задачите од проектот. Има едно стравување дека со ВМРО нема да одбие, меѓутоа ќе се влечка нешто као Вучич со Косово што игра, тоа би го играл и Мицковски, впрочем и неговото функционирање политичко гледаме дека е такво споро. Не е динамичен и брз ко Заев, што е. Заев нема лимиту и спораки. И сега крајното решение на Deep State-от е широка влада како влада која ќе биде има една внатрешна употреба, а тоа е за одување на овој преспански систем веќе се променети многу закони, па дури од договорот за Бугарија веќе до среден век е тоа завршено, кај Гоце се застанува по новата историја, да заодат сите тие системски врховистички решенија кои се дел од системот и тоа е внатрешната употреба и регионалната употреба на оваа влада, што е интерес на Deep State, е да се направи тој анти-Србија сојуз, значи Џукановиќ, Македонија, Косово, Албанија, Бугарија, господинов, што треба да даде оставка Борисов, сите тие да бидат грбот на Косово во периодот на решавање на Косово, негова поделба и така натаму. Во тој контекст треба да се гледаат работите каква ќе биде на крај владата. Меѓутоа, до тој момент, овие бандити домашни ќе се трудат да го земе премиерското столче, затоа што се работи за 3,5 милиарди, нив не ги интересираат последиците за регионот од овој голем проект, нив не ги интересира позиција на македонскиот народ, нив ги интересираат 3,5 милиарди годишно, од кои најмалку 1 милиарда се набавки, капитални инвестиции, што сакаат да кажат, а тоа се огромни инфраструктури, кај што една фирма само ја зима работата, лажат дека прави развој во економијата, тоа е чиста корупција од 1 милиарда секоја година. Тепачката е за тоа и нормално реализација на потребата регионална на Deep State-от околу решавање на Косово. Широката влада е потребна на Deep State за решавање на Косово. И за имплементација на вакцините, нели? Како што кажавме, глобалниот... Ја сега зборев за регионално. Глобалното е веќе уште по-комплексно. Полчо, дали се толку политички дунстери и аматери, како да ги наречам, нели го гледаат движењето, развижувањето на глобално светско поле? Значи, не гледаат дека Владимир Путин, Доналд Трамп, можам да кажем и Кси Джипинг, значи, играат на картата на суверенизмот, значи полека се спротестуваат, не полека, веќе подинамично, од ден на ден се спротестуваат на тие глобални дипшит проекти. На неолибералните банкари и по моje мислење, мислам дека од септември ќе почне големо апсење, кој што Трамп ќе го спроведе во Соединетите Американски држави, затоа што тоа му е еден од адутите за да победи на престојните претседателски избори, од кои ќе зависи многу работи ќе зависат во светот, а вклучително и на Балканот и во Македонија.
По моje мислење, значи, Трамп нема да ја отфрли таа можност, тој механизам што го има во раце. Ке поапсија има аргументи за големи и широки апсења законски, подкрепени со многу материјални докази. Тоа ќе се рефлектира со уште еден мандат кој што Трамп ќе го добие, автоматски грбот на нашиве тука слуги на Дипшит ќе остане, ќе биде пресечен. Добро. Дали се свесни што ќе им се случи ако се исполни тоа сценарио? Чекај, има тука две прашања. Така. Едно е за нашава елита. Прво, ние немаме елита, ние имаме корумпирани поединци кои слуги има... на Дипшит. Да, слуги се, меѓутоа да ги опишеме какви слуги се. Значи, тоа се елитни кадрови кои се од комунизмот наследени. Нема големи промени. Гордан Силјановски во комунизам била редовен професор и денес е професор. Истото се работи за Владе Милчин, да не биде само од еднама страна дека критикуваме. Значи, тоа е една фейк елита која го води овој народ во кланица како што го води. Смешно е да агроном Сточар објаснува на сопствениот народ тоа што го објаснува. Јас ниту сум имал привилегија да живеам на начин како што живеела Гордана, да 90% од времето и платата биде работа на себе си, сопствена едукација. Од прв ден сум морал да екзистирам со приватна фирма, да се борам за сосема други работи, а не да работам на себе си. Бедата на оваа политичка елита е следна. Значи, они, за да ја задржат својата општествена позиција, пример, редовен професор кој во исто време членува во управни одбори и така натаму, годишно заработуваат 100.000 евра, мора да бидат послушни на тој систем, бидејќи ги уживаат благодетите од тој систем. Затоа бев и скептик и денес сум уште поголем скептик за Апасиев, човек кој е редовен професор во овој систем, добива плата секој први од овој систем, ама ќе го сруши истиот систем, во што јас не верувам. Тројански кон. Без разлика. Не му судаме, тука е нашата македонска грешка, не ќе да кажам дека е тројански кон. Меѓутоа сакам да биде искрен и очекувам од него доказ да ме демантира, ја ќе бидам најрадосен човек ако Апасиев ме демантира ова што го говорам. Меѓутоа аргументите се тие. Тоа е околу нашава елита. Таа елита живее на принцип на негативна селекција. Што значи тоа? Дека секој младо македонче што е попаметно од нив добива првата фаза е етикетирање. Значи тоа е македонска дисциплина која е најмасовна, се вика оговарање на луѓе со Facebook мреживе, тоа сега е мултиплицирано. Добива етикета, доколку и тоа не помага, социјално, економски се уништува, станува слуга, гледаат духовно да го скршат секој македонец кој ги поставува стандардите повеќе од она што е Гордана Силјановска, она што е, да не ги бројам сега, не е фатив, не знам зашто ми влезе. Што е актуелно? Па добро, ајде, пратеник. Не, има и многу поеклатантни, па е Владе Милчин. Значи секој дете кој е подобро од Владе Милчин ќе биде екзекутирано. Нема шанса. Не само да му дадат шанса нешто да направи за својот народ, него ќе биде и социјално и економски и секако на крајот и физички елиминирано. И таа се вика таа негативна селекција која трае 30 години. И во клучниот момент кога глобалистиве влагаат во проект за моделирање на Република Македонија на денационализирана територија без македонски народ со државјани, ти немаш капацитети во системот да се одбраниш. И системот стана дипшит, цел. Со се интелектуалната елита. Сите ние живееме на маргини од ово општество и благодарение на оваа технологија и пркос, сите пркосиме кој што е оваа емисија. И затоа велам, од таа елита не очекува ова што ме прашува за Трамп, зашто сакам сега да одговорам, тоа беше вториот дел од прашањето. Доналд Трамп се бори во сопствената држава и немој да заборавате, се бори за сопствената нација. Ние сме у многу полоша ситуација, не само што немаме демос нација, него ние сме еден етнос кој е фактички етнос, а де факто не сме ни тоа. Правно гледано, ние сме правна категорија државјанин кроз коса црта, доколку ја немаш државата, ти не си народ. Тоа е планот врховистички кој го спроведува. И сега, Доналд Трамп веќе 3,5 години, 4 години, се бори со силна една американска елита. Иста елита, проблемот на Трамп е проблем со елитата, као што и ние имаме проблем со нашата елита, меѓутоа ние немаме председател. Доналд Трамп е слаб, херојски се бори као лав, меѓутоа не е доволно силен. Вклучително и апсењето најавено на Џон Овен Бренан, бившиот директор на ЦИА, кој е член на Комунистичка партија на Америка од 73-та, мислам, година. Која е
Underground, не ни легално. Да, ама е член на таа комунистичка партија. Јас себе наодговорно тврдам, работи за русите, кој е млад, подоцна стига Deep State го подига на ниво на директор. Хилари и така натаму, значи тоа се едни структури кои он ги најави дека ќе ги хапси. Еве го, веќе имаме уште 90 и некој ден до гласање, луѓето не се похапсени и немаат кривична пријава. Зашто на Трамп му е тешко? Пример. Елена е врховен судија. Она е Каган, Елена. Врховен судија во судот. Она која ги поништи сите извршни наредби во однос на емиграција, во однос на заштита од бегалци, од емигранти на Америка, па вклучително и со зидот. Хелена Каган ти е сестра на Роберт Каган. А Роберт Каган е маж на Викторија Нуланд. Значи, они се либерални интервенционисти, така себе си се декларираат. Хазарска елита. Па, добро, тоа е веќе езотеријата. Сега ја говорам конкретно структура на Deep Shit. Они се Роберт Каган као еден од до колку е силен се објаснувам. Роберт Каган е еден од 20 години е неокон. Значи припаѓа заедно со неоконзервативните соколи, да ги кажам, Доналд Рамсфелд, Волфовиц, Чейни, стариот Буш и така натаму. Значи, он после 20 години, на месец ден пред изборите 2016 година, јавно се откажа од Трамп и прејде да работи за Хилари. Тоа е сопругот на Викторија Нуланд, која беше командант на проектот овде, која беше командант на распадот и уништување на Украина. И ние све тоа мислиме дека е нешто далеко и така натаму. Оваа Хелен може да ја видите на интернет, ја има, она си е врховен судија која жестоко, значи се уште во Врховниот суд на Америка Трамп нема мнозинство. Едноставно паѓа се. Ова што ке Владко овде ни се случува, во Америка се случува секој ден. Со тоа што таму нема кој да ги пофали, ги фалат само нивните глобални медиуми. Во тој контекст кажувам дека Доналд Трамп помогна во Македонија што нивниот проект овој за моделирање и на македонската држава и систем и подоцна и регионалниот интерес на неолибералите околу моделирање на целиот Балкан, за кој го работат заедно со неолибералите од Германија, сега веќе нема такава сила. А далеко е тоа дека Трамп нас ќе ни помогне, нема шанси. Самото вклучување на Гренел, нивната сила, Гренел го држи Косово за да го реши во интерес на Америка, не во интерес на Македонија. Му требаше поен за изборите, Гренел не успеа. Тврдеше дека ќе го реши, не го реши и нема да го реши. Косово е сериозен проблем, не може да го реши преговарач. Каков сака нека биде булдожер, дипломати и така натаму, тоа го кажуваат наивни новинари кои не внимателно не ги следат настаните. И многу лесно со така звучни наслови, поднаслови сакаат да се расфрлат. Сакам да кажам дека престои еден бурен период. Ние мораме да бидеме свесни и организирани меѓусебно, мораме да бидеме толерантни, доаѓа време на поделба на Косово. Доаѓа време на големо регионално, да не кажам она трета балканска војна, меѓутоа нема да биде со топови, нема да биде она кој што било. Третата балканска војна веќе ја кројат за после Јалта, првиот преседан беше бомбардирање на Југославија тогашна за Косово. Една организација, не држава, организација бомбардираше суверена држава. Ниту една членка на НАТО не објави војна на Југославија или денешна Србија. Без објава на војна, илјадници авиони бомбардираа народ, 30.000 луѓе изгинаа и трајни последици имаа. Тоа беше првиот преседан кај што се суспендира Уединените нации, меѓународно право и така натаму, и кој те бомбардира организација. Не држава, организација. Тоа беше првиот преседан, сега вториот преседан ќе биде после Јалта прво померање на граници. Значи нема да се прават етнички чистења како што се правеше со Олуја и Блесак. Овој пат ќе се помераат граници, ќе се крши Јалта. Преседанот повторно ќе биде тука на Балканот и целиот овој комплексен проект од составување на нашата влада е во контекст на решавање на Косово. Трамп тука не може да ни помогне. Доволно е што ги ослабе неолибераливе, се останато мораме сами да направиме. Абсолютно. И мораме да ја подигнеме свеста, не свеста дал си македонец,
мора да се подигне свеста во снаоѓање во геополитичките превирања. Бидејќи мал народ, доколку не се или елитата сега што ја ствараме, наша македонска елита, е должна сето ова да го популаризира, бидејќи македонецот е убиен за 12.000 денара некаде работи, 10 сата, доаѓа дома убиен од работа. Нема време он кога ова да Класичен роб. Па да, роб е, сега ние сме должни на тој роб да му помогнеме се ова што го знаеме да го пренесеме, популаризираме, за да у клучните моменти во регионов на промениве што следат, македонскиот народ биде на право место, на права Биде страна. спремен и да не биде- не погрешиме страна како бугарите што нонстоп грешат во секоја војна. И да не се најдеме Не како- смееме, така. не смееме да ја погрешиме страната. Нашата страна не е на страна на неолибералите. Нашата страна е на страна на суверенистите и на страна на сличните на нас, а тоа е Апсолутно. Србија, Русија и така натаму. И да не се најдеме во ситуација како во Букуреш, да немаме представник кој ќе седне на маса и да представува Македонија. Затоа треба да изнедриме, да изградиме Добро. таква елита. Не се толку силни deep state или deep shit, јас што ги викам, да не елиминираат сите и да не постоиме. Затоа апелирам, немој меѓусебно да се расправа. Дефинитивно. Еве, солза ми избреѓа, ја уште ја сакам. Тоа е Еве, гест јавно кажувам, ја сакам. за пофалба. Не, абе, мораме, не е прашање дали сакаш, Апсолутно, бе. апсолутно. Значи, мораме сите заедно, со сите мани што ги имаме. Јас имам еден куп мани, сум бил председател на Сите. градска, шо? Кога го спомна веќе тоа дека си бил председател На СДС. на градска организација на Ама 99, прошлиот век. Прошлиот ме век, интересира- 1999. Така, ме интересира твоето мислење. Како таа структура, што сега за волја на вистината, имаше еден Бранко Црвенковски, имаше Да. куп луѓе градски деца, може да се каже што. Не, Бранко не беше градско, ама е. Нема вез, мислам малтене луѓе што колку толку има некој интегритет и дигнитет. А дозволија да им се инфилтрира, не само да им се инфилтрира во редовите, туку да им стане лидер едно муртинско копито. Овака. Мислам човек што можат буквално да му се јават мали деца од градинка и да му се представат како не знам, како Доналд Трамп, како Ангела Меркел, како Грета Тунберг. пранкерите. Значи, таков човек се инфилтрираше во Социјалдемократскиот сојуз, не само што го превземали десото таму, туку не ја превзема и државата. Значи, спијат ли мирно, поедеме туѓа срамота, мене ми е срам. И јас не знам како Многу Бранко едноставно. и Многу таа едноставно. елита од до 2006 која беше на Овака, Бикачка. доколку вака, значи ако Никола Груевски прифатеше проект, ова све што Заев го направи, истото ќе зборевме за ДПМН. Истото. Ќе гледавме денеска стари ВМРО-вци како викаат ме јаде тој срам. И така натаму. Значи Социјалдемократски сојуз веќе не е партија, тоа е една интересна заедница, збирштина која Збрштена врховисти, Полчо. Тоа токму што ти е тебе специјалност, она што го пишуваше не бе, кон сега ќе крајот на кажеме. 90-тите. Сега ќе кажеме. Значи евака, многу е битно Експерти во врховизам. да знаат луѓето што е тоа врховизам, дека тоа е еден след, тоа не е специјално за бугарите. Еве сега таков пример Радмила Шекеринска сите ја знаат. Незината баба во текот на Втора светска војна, негде на почетокот, мислам дека е чинам 41 година, до штипскиот кмет, за ова документи има кај мене на веб страна, не е нешто Интересно. ексклузива. До штипскиот кмет пишува дека е удовица, имам неколку деца и јас не можам да ги чувам тие деца. Ве молам да ми, како честна, благонадежна българка, да ми дадете пензија. Кметот Штипски одговара дека треба да најде тројца сведоци. Она во експликацијата објаснува дека бил бугарски комита, кај Свети Николе српските душмани го утепале бугарскиот комита. Тоа е напишано од страна на бабата на Радмила Шекеринска во Штип. Како удовица. И сега не само се ситам на тоа, меѓутоа треба да ја знаете психологијата и структурата што е тоа врховизам и како функционира. Исто и Филипче, неговиот дедо, нешто со Не, артефактите. да завршам овде Так. она што сум документирал. Многу интересно е што бабата наоѓа тројца сведоци. Едниот е Шумански, сите го знаете, другиот е Глигоров, Киро, исто сите го знаете. Но меѓутоа не го знаете Мијал Мијалков, тоа е дедото на Сашо Мијалков, е интересен факт. сведок во добивање пензија на Радмила Шекеринска. Значи потпишане кондураџија од центар на Штип, а тоа е дедо или татко на Јордан Мијалков. Сите тие што ги кажав, Шекеринска, Шумански,
Глигоров и Мијалков, Јордан, големиот херој, во Југославија се најголеми југословени. Поголеми југословени од Јосип Брос. Од 90-та, сите тие се поголеми американци од Доналд Трамп. Врховист значи дека служиш на туѓи интерес, на туѓ врв, што би рекле старите, на туѓа планина. Не служиш на својот народ. Таа структура можам да ја повторам во прилеп. Значи, Милчин како има татко. Татко му, Илија, сите го сака како добар грумац. Меѓутоа, Илија си беше и директор за време на фашизмот, за време на Втора светска војна, е директор на државниот театар во Софија. Тој факт е избришан и он потоа се инфилтрира во Сојуз на комунисти на Македонија, си тера понатаму и така натаму. Значи, врховизмот е сериозен проблем, ние се бориме против врховизмот и никој сериозно не се зафатил со таа работа. Ја ова све што го зборам сум го документирал, не зборам на памет. Го има ке мене. И на пејџот Трета политика и на старт, кој што го уредуваше све време. Тоа дамнето, тоа е до 2000-те. И сега, врховизмот е денеска е американски. Точно е дека Бугарија кој логистика се уште ја користат. Тоест, нивната агресија кон македонскиот народ и се околу народот, тоа историја, јазик и така натаму, е само алатка. А командниот центар и понатаму е Америка. Претходно си беа Хабсбурзите, денеска се неолибералите. Моќта е една, европска. Неолибералите денеска се посилни во Брисел, отколку во Вашингтон. И токму затоа ние имаме проблем со Германија, имаме проблем со слични прогермански, централноевропски сили, кои ги командаат и ги финансираат овие врховистички инсталации кои не се од денес. Тие се неколку генерации наназад. Не само Владе Милчин, има уште, кои со татко, син, дедо, прадедо, секогаш служат на туѓи интереси за кеш. Ништо друго. Говорат македонски, меѓутоа не живеат македонски. Штипско ново село е интересно, затоа што неколку од овие... Саша е од таму. Да, Саша и неколку други... Значи... Ѓорѓи Наумов. Знаеш кога почнал да во школа Ѓорѓи Наумов? На 10 години. А знаеш зашто? Чекал да дое Бугарија, за татко му го запише прво одделение. Не сакал да го запише во училиште. Во српско училиште и чекал Бугарија да дојде за да он почне прво одделение. И видите сега, тие луѓе кои ниту тогаш, ниту денес се македонци или живеат на македонски начин, делат сиромаштија за да останат македонци. Значи они многу лесно е денеска ти да предеш да станеш американец, да станеш Зоран Заев. Ќе добиваш пари, ќе добиваш тендери, а многу е тешко да се откажеш од сето тоа, дома исто имаш семејство, кој што има и он. Зашто? Затоа што држиш до себе дека си македонец. А како го одбра Црпнатиев? Па добро, тоа е цела фамилија протестанти, само еден православец, а тоа е он. Значи он, па не, он е конвертит. Пред да почне проектот, прво го вратиле. Најверојатно дедо Наум го има конвертит. Да. Прво е вратен назад у православие и тоа православие на Севселенската патриаршија, целокупната негова инсталација е на патриаршијата доле во северна Грција. Не Македонија, северна Македонија, да, имавме информации и треба да се навикнеме за Беломорието, да кажеме дека е северна Грција или наша Јужна Македонија. Окупирана Македонија. Јужна. Да, имавме информации дека владиката Наум работи веќе долги години за грчките тајни служби. Ама небитно е, тој не тој е душман на македонскиот народ. Исто и овој на Бигорски манастир од Партенije. Да. Овој другиот, третиот, како го вика, европскиот Пимен. Ама тоа е врховизмот, луѓе. Значи они буквално имаат окупирано македонската полоса. Тоа е врховизмот. Да. Значи немаме црква. Едно од првите чекори што ќе треба за црква да суверенистичка власт кога ќе дојде, ќе треба и за црква да сум многу внимателен. Среди. За црква да сум многу внимателен и за тоа треба стварно посебна подготовка, посебна емисија, за црква да треба видиме многу внимателно. Останавме недоречени, ме интересираше како Бранко, како градски фраер. Не е фраер. Остано е нем, го нема нигде кај се изјави. Има забрана за бавење со политика, црн печат има и нема више никогаш да прозбори, не смее ни. Последно интервју му беше за Телма, пред Зоран Заев да направи влада и јасно му беше даено до знаење, он е за политика мртов за сите време. Толку е моќен Црпко? Не е Црпко моќен, него газдата на Црпко, за да може Црпко да прави што сака, мора да го елиминира Бранко, не може двајцата. Деновиве шпекулации се шират низ јавноста дека
токму Заев веќе станува трн во око на неговите газди и се шпекулира, се реферува една информација Не е трн во око. дека иден премиер во таа така наречена широка коалиција би бил Оливер Иванов. Оливер Спасовски, пардон. Спасовски. Зошто одеднаш дигаат раце неговите шефови? Не многу едноставно, него... не едноставно. И дали има не вистина во дигаат тие раце, шпекулации? не дигаат раце. Они си го поседуваат него у целост. Со се цела фамилија. Документирани ме, нема кај да им бега. Него прво Зоран Заев е во самата изборна кампања сите чувте колку снимки излего и така натаму, а тоа не е ни една третина од се што е снимено за Зоран Заев. Значи постојат експлицитни снимки кај што се гледа дека Зоран Заев е директен учесник во рекетот, зима пари и така натаму. И сето тоа го имаат сите амбасади. Deep State, кога поставува премиер, сака да биде контролиран од нив, а не и од некој друг. Секој ресурс, нивни ресурс, издајца македонски, мора да биде ексклузивно право на нив за да им ги врши работите. Зоран Заев беше за нив ексклузивец 2017 го направи влада, ама не беше снимен и документиран како што е снимен денес. Од тие причини Зоран Заев е ризично решение за Deep State на позиција премиер. Може би ќе продолжат со него, не знам, може би ќе се направи некој нов дил, меѓутоа во моментов знам дека се бара решение кое е чисто, значи чисто во однос на сите останати, а за нив употребливо до максимум. Кој им е критериумот да бараат од глупав поглупав, мислиш, Тео Веле Менге, Бутер Бешенге. Што си поглуп, тоа си поисполнителен, бидејќи си свесен за својата глупост и знаеш дека доколку Deep State 3 месеци, мислам, се вртат оние ама компилации, диџејски, не знам, преработки на ама Оливер Спасовски е свесен дека без Deep State позади него никогаш во животот. Ама зашто таков како него бира? А еве са проблемот те објаснам. Да. Оливер Спасовски е свесен дека доколку не е Deep State позади него, ниту ќе бил, ниту во некој иден живот ќе биде премиер. Тоа значи дека само со Deep State позади себе ти можеш да бидеш премиер. И ти во таква позиција и си најисполнителниот човек, бидејќи они дури и ти даваат до знаење дека тоа така, они се вешти во целата таа манипулација и точно се избрани деца и лудаци кои се свесни за своето незнаење и уживаат во премиерска позиција и вршат све, дури и ставаат уште малце поише ќе направат за да биде газдата задоволен. По таа аналогија можеме да предвидиме кои се следните после Спасовски. Ова ти е Шилегов ми е као фаворит и Јани Макрадоли може да го вратат негде. Од Нафталин. Ова е финале на негативната селекција што претходно ја објаснувавме. Ова е финалето, значи ова е катарза една на таа негативна селекција што 30 години е правена. Мојот конфликт со Бранко Црвенковски беше токму таа негативна селекција, бидејќи Бранко Црвенковски не трпи попаметни луѓе од него. И на крај заврши како што заврши. Па вака, јас ја имам слободата да го говорам и да размислувам како слободен македонец и да се борам за мојот народ. Бранко Црвенковски е една мизерија која денеска го работи она што тогаш јас го работев. Сега се сменивме, јас се бавам со политика, он прави згради. Он прави згради, да. Он прави згради во Белград, сега сме сменети. Честа мета во твоите писања и на Facebook и на медиумите Мијалков. Па даде. Неговата улога во сите овие... Па, ајде вака, Deep State со целата сила, значи гледај, дојде и Матис, шеф на Пентагон, значи министер за одбрана на Америка. Никогаш у 30 години премиер на Англија не дошол во Македонија. Дојде после 10 дена. Никогаш премиер на Германија, канцелар на Германија не дошол во Македонија. Дојде. И сето тоа се случи у 15 дена. Зортот и демонстрацијата на сила на Deep State беше огромен. И пак не може, затоа што референдумот не му даде за право на Зоран Заев да го смени името. Мораше да преде во парламентот. Во парламентот клучен играч беа 8 луѓе на Сашо Мјал. Значи не го смени Зоран Заев името. Зоран Заев сакаше, не можеше. Се појави Сашо Мјалков и го смени името на нашата држава. Нели е тоа некое враќање за услуга на моментот кога Бранко... Мотиви има еден куп. Кога Бранко им помогна во инсталирањето на Никола Груевски. Стварно мислиш дека заради тоа го прават? Милиарди се упрашање, заеднички интереси, бизнес. Тоа е уште поголем мотив, да. Тоа нема... Бранко и Сашо си имаат посебен однос,
Deep State, не Зоран Заев. Зоран Заев е глуп за да го реализира овој проект. Позади него стоеше една огромна машинерија што набројав кои све авторитети од светот дојдоа да му помогнат. Народот не успеа да го извлечат од дома. Победи народот времено, па не времено, безвремено победи затоа што го имаме референдумот за навек. Дека не сме биле за НАТО, не сме биле за ЕУ, аналогно на тоа не сме биле за промена Тоа на ќе ни ги олесни наporите кога ќе дојдеме во позиција да го менуваме. Значи, клучен издајник и оној кој го сменил името е Сашо Мјалков. Без Сашо Мјалков, Зоран Заев и цел Deep State немаше да го сменат. Меѓутоа, како да објаснам, и денес ДПМН не знае што е тоа Deep Shit. Едноставно, среќни се, функционираат со нив и затоа велам, оставите го ДПМН да функционира, затоа што тоа е нивна партија, не сум ДПМН. Да. Немам намера да се расправам дали им е добар лидерот или не. Нивни лидер, што сакаат нека прават. Затоа и бойкотирам, не можам да ги разберам во која функција се 20 пати дневно да бараш на мицка оставка, а имаш некакво движење, па дај бе човек, разви го тоа движење. Понуди го на народот. Нема ништо, така 3 години си стои. Па добро, ја и кај нив на стрим се расправам во овој контекст, апелирам да променат нешто. Па мислам дека има сила таму да се промени. Колку и да се големи, мали, небитно е, мора да бидеме заедно. Значи, на толку бомби, на толку прислушкувани разговори, суштинската работа, значи најсилната бомба која експлодира и се објави во италијанските медиуми за Луи Витонот, дојде до стадиум да се апсат Боки 13, Катица Јанева, значи се откри целата афера, но немаме информација кај кого се завршени парите. Фамозна ташна, Луи Витон каде е? Зошто се кај Зоран Заев, да. Но зошто не се каже преку тие бомби? Валја некои тие инсайдери кои што ги знаат сите разговори кои што ги снимале, имаат валја дел снимен од тој разговор и информација да потврдат дека се наоѓа кај Зоран Заев. Или намерно, како што кажа ти, не го објавува тој дел, за да може сега да се направи смена на Зоран Заев и да се донесе Оливер Спасовски. Па вака се, значи не навлагам у тоа бидејќи не сум ја учесник, би бил учесник, би знал што да. Чисто мислењето. Па моје мислење е дека е добро што е тоа направено, затоа што експлицитно имав и видео враќање, ако се сеќаваш вечерта, бидејќи гледам сите лидери ќутеа, никој не се обрати на народот. И јас експлицитно набројав 3 начини на полнење на кутии, дека изборите се фалсификат во 23 часот вечерта, 23:30 вечерта на 15. Прво паѓа сајтот на Државна изборна комисија. У исто време се случуваше тоа. Значи не падна одмah, чекаше после 8 саат, негде околу 9:30 почна го има, го нема, го има, го нема. Значи експлицитно и со материјални докази имаме и записници и сето тоа како е направен фалсификатот и они бутнаат точно 80.000 гласови, онолку колку им треба да го избегнат поразот. И да направат пата, малтене. Не само пата, еве тие два пратеници се клучни денеска прв да земеш мандат. Имаш многу добра преговарачка позиција. Го донесува Димче да биде џокерот. Да. Не, сега зборувам кој прв ќе го земе мандатот, а после Димче ќе одлучи на гласање измеѓу ВМРО и СДС. Што значи дека да излезеа уште 50.000 луѓе, истото они ќе го направиа бидејќи полнат кутии. Потребно беше да се одбранат кутиите од полнење. Ја не велам дека одговорноста е цела на Мицковски околу небранење од фалсификат. Само 7 имаше наблюдувачи. Сега, зашто е битно? Ако одбраневме 20.000 помалце да наполнат, резултатот ќе беше обратен. Заев немаше да може да земе прв мандат. Тие 20.000 се 2-3 пратеника повеќе и ти по законов и по уставот, бидејќи имаш повеќе пратеници, многу полесно ти е да направиш комбинација да си го земеш прв мандатот и да истрчаш на терен за составување влада. Еве, ДПМН одговорноста е целокупна на нив што не ги одбранија кутиите, бидејќи се фалат и се голема партија и беа должни да ги одбранат кутиите од овој фалсификат. Понатаму, деновите после и тактизирањето околу нивна позиција визави избориве, дали се фалсификат или не, имаше едно разногласие, да кажеме, носителот втора, овој од Ѓорче, како се викаше, Кендо.
со тврд став дека децидно не ги признава овие фалсификувани избори и резултати од нив, а подоцна се земе решението за пратеник. Значи сега, заради составување на влада, видов едно непримерно, непринципелно однесување визави изборниот процес, што нив дополнително ќе биде политички проблем внатре и нивно позиционирање како опозиција. Веќе почна превирањата внатре, да. Доколку нема превирање, него има упад од Сашо Мјалков внатре. За тоа и мислам. Тоа не е превирање, Сашо Мјалков е исклучен од ДПМН, нема он што да превира. Класично роварење, веќе има и некои негови фаворити кои би го замениле. Па да, ама сето тоа е кој ја и ти сега да решиме да бидеме лидери на ДПМН, нешто. така. А не сме ни членови на ДПМН, така да целава оваа процедура околу изборите и сето тоа што сега ќе се состави како влада е логичен заклучок дека по секоја цена се оди на регионално решение, тоа е интересот на Калето, а ова околу СДС и ВМРО го гледам како една мртва трка кој ќе биде председател на управниот одбор. Јас сметав и затоа апелирав дека Зоран Заев и падот на Зоран Заев од позиција на власт и премиер се купува време за македонскиот народ да изгради собствена и подобра позиција. Да имаме време што повеќе вакви емисии да направиме, да имаме време да се организираме, да го сосема од корен да го промениме односот кон диаспората, начинот на функционирање со диаспората, водење заедничка политика со диаспорава, а не ова што е до сега, за да се изгради една помасивна македонска структура која има и сериозна македонска политика, кај што унутра сме сите, и Родина, и јас, и сите останати, за да може во тој период на падот на Зоран Заев да се изгради една помоќна, посилна македонска политичка позиција. Не ти беше малку симптоматично што на неколку дена пред изборите сите оние заколнати противници на ДПМН, разочарени бивши ДПМНовци, патриоти кои претходно беа за бойкотирам, последните 3 дена почна да повикуваат на излагање. Ја повикував од како искочив од затвор. Така. Ама не повикував да гласаш за ДПМН. Така. Вие да ви ја зема листата, ќе гласав, гласете, ќе викав гласете за Родина. Секој што смета дека Родина е окей, треба да гласа. Ми беше многу малку и чудно и смешно што еден човек што на 31 мај беше апсен од Наќев за протест против 5G мрежата, вакцините, и бойкотер до даска на 2 дена пред изборите повикува, заман гласите за ДПМН. Не, види, гласање за ДПМН е една позиција, а позицијата гласа и секој за своја партија е друга позиција. Ова беше конкретно за ДПМН. Ја не можам така да повикувам, ја не сум бил никад ДПМН. Ја тој период викав, улиците се лизгави низ Скопје на од тој Зетинов Маслинов. Ама гледај сега, тоа е од Будимпешта. Се вака се, знам и за кого говориш, ама па што не го кажеш, не ќе ние да го кажеме и не е тука присаден. Значи тоа е негов легитимен став. Па дури ти го викаш што се превртел. И тоа е негово легитимно. Не само он, многу беа. Ама како што и легитимно право на Васко Ефтов и Мицов да прават онаква емисија. Се сложи. Народот е доволно зрел, сите го подценуваат народот. А грешат. Може би народот не е доволно едуциран да прави не знам какви анализи, не знам какви проекти. Меѓутоа е доволно паметен македонецот да знае што е добро, што е лошо. Меѓутоа, притисоков и динамикава на настани ги меле и нон-стоп. Ајде да се обединиме. А ние веќе обединети. Неорганизирани сме. Точно. Каде е лидерот? Овој за лидер, оној за лидер. Абе не треба да има лидер. Борбава ќе го роди лидерот. А не ти да го посочиш што ќе се гласаме онде на пазарче. Како тоа лидер? Лидер се станува во борба со водење на народ у победа. Само тој, не тој што изгубил, не тој што погинал цел народ, го зел на врат, тој не е лидер, тој е баксус. Оној што народот ќе го победа, оној што ќе осимне Зоран Заев, оној што ќе направи повторно македонскиот народ да биде народ, мнозински народ во Република Македонија, тој е лидерот. А не на Фејсбук да го посочуваме, па со статуси да се караат кој е лидер, јас сум лидер и така натаму. Значи тоа е една технологија на удба која успешно во корист на Deep State, која успешно се вметнува внатре во патриотското ткиво, во македонското, не патриотското, во македонското ткиво, на разделби, поделби и безпредметни, глупави дебати, неупотребливи тези, катастрофа. Кога ги спомна веќе службите, ти како обелуданувач на аферата Атлантик, чисто мене ме интересира и членовите на Родина Македонија, затоа што имавме членови на председателството кои се прислушкувани во тој период токму во таа афера Атлантик. Дали имаше прислушкувано некој од
ДПН, од не знам, од Интегра, од Нема. Значи од Нема. опозицијата, условно кажана, најголемата опозиција, нема ни една. Нема. Една што се должи тоа, Палчо? Значи не се плашат од нив, прво да се само не се разбереме. плашат. Не, Што е не, работа? вака. Да те прислушкуваат тебе, да прислушкуваат членови на родина. Значи ние сме нели маргиналци за нив, мали партии, условно кажано, поединци. Во референдумот не бевме маргиналци. Значи реално они имаат уствари страф од нас, немаат страф од ДПН и од Интегри, од Ма не, вака, левици. чекај, они се дел од системот, тоа пред малце објасних. Така. Значи, системот е тоа. Народот кој е претворен во државјани со коса црта, е жртва на системот и ние се наоѓаме меѓу народот. Затоа ја апелирам и во кампањата, кога кажав не се снајде солза заради што бев нападнат од неа, ја и денеска кажувам дека новите партии треба да бидат свртени не кон парламентот, туку кон народот. Значи не да се бориме за пратеничко место. Гласањето за мали партии беше добро да му земеме на Заев гласови да падне. Тоа беше целта, против Зоран Заев и Беса. Илузорно е да мислиш дека ние ко нови партии нешто поише може да направиме. Меѓутоа можеме да помогнеме Заев да љуфне. Тоа не успеавме благодарение на неговиот фалс и небранењето на кутиите на ДПМН. Меѓутоа ние како мали партии или како тогаш Атлантик, референдум и бойкотирам, мораме да бидеме свртени кон народот, бидејќи сите ние што бевме таму активисти за народот и освестување на народот да го бойкотира референдумот, бевме препарирани со предметот Атлантик. Значи што системот го плаши? Системот е изваден од памет кога ние ко млади луѓе кои се спротивставуваме на него, не играме за него, за место во парламентот, за влада, него сме свртени кон народот и го едуцираме и го водиме народот да не влезе во замката што му ја поставија. Конрад Аденауер не ги учил на тоа и НДА. Добро да нека не ги учи, нема везе, ја ова сум го научил. И затоа беше и Атлантик. И сега, Атлантик е одличен предмет, затоа и ме ставија во затвор. Стравот од Атлантик беше и уште некои други предмети што тек сега ќе ги вадиме. Отворене пред 27. Значи, она што е страшно, она што е трагедија... Врзан е со 27. Не врзан. Атлантик е 27. А ние сме дел од 27. Значи, што е тука страшно? Атлантик е истрага која е отворена, некој судија кој овој што го осуди Владко Панчевски, се отвора истрагата, се потпишуваат секакви мерки. Во Атлантик се подигнати два обвинителни акти. Едниот е за село обид за убиство, другиот е за децава, за Горан Јане, за тероризам. И понатаму продолжува истрагата. Истрагата не е затворена. Веднаш после отварање на тие процеси за 27 продолжува истрагата со оперативно следење и препарирање на сите оние што ги објави, скоро сите, од активизмот што беше Македонија блокира, бойкотирам и така натаму. Не сите, има неколку исклучоци, меѓу да не ќе да ги кажам, бидејќи ќе стане една капга меѓу нас, патриотите, кој што зборел, кој што правил, затоа и внимателен сум што објавувам. Па што дополнително ги се искараме меѓу нас, што е нивна желба. А ја не сакам да ми исполнам. И затоа не објавувам се и се што, пошто луѓе ми се јавуваат во инбокс, ми имали мене и се ако објавиш како овој го оговара него или му ја вреѓаш жената. Пример. И тоа мораш да го тргнеш, а во Атлантик има свашта. И они продолжуваат со Атлантик, мене ме ставаат кој идеолошки инспиратор, а Андон Попчотров со кого една сум се видел, е изведувач на работите, има и плюс неколку танкер, манкер, не знам кои тамо све набројани, луѓе кои не ги познавам, се организатори, извршители и така натаму. Вашиов активист Гоце, исто така Шумковски е финансиер и така натаму, сите сме стаени на куп. Со Гоце една сум се видел, сум пил кафе и со танкерот на проаѓање лептокарија сум се поздравил. Таве става ту организација која малтене се среќа. Па организацијата е следна, значи во 8 септември директор е од Струмица, еден другар на Зоран Заев. Зоран Заев често е таму на гости, а сиротовој Попчотров па е болен човек. Болен со ногата така. Со ногата таму во болница. Меѓутоа, од собата на Попчотров се гледал канцеларијата на директорот на 8 септември и Зоран Заев ке дошол, ке сме го со снајпер, ке сме го убиле. Зоран Заев, и јас затоа направив прес, го извадив предметот и апелирав до обвинителство, и сега апелирам, дека ако јас сум тој идеолошки инспиратор на овој чин, до сега, прошле 3 години, биле должни да ме
повикаат на информативен разговор, во обвинителство, дали сме атентатори на премиерот, дали не сме атентатори на премиерот. Што бил нашиот тероризам, што е нашиот екстремизам, до ден денеска не знам дали Атлантик е затворен или не е затворен. Ја го имам Атлантик до 2 месеца пред да ме затворат. И тие документи ги влечевме, Значи до 2019, ги не до влечевме, септември. да, и кога се освестија што сум им направил, веќе ова друго го раскажав, знаете процедурата што ми ја ставија и одлежав 9 месеци. Не очекува дека ќе излезам од затвор нормален и дека тоа ќе го објавам. И мислеа дека ќе ме скршат. Делот што не е објавен. Значи планираш да го обелоденуваш Палчо во иднина или Па не, све се обелоденува. Дел е обелоденет, сега ќе биде обелоденет и уште неколку извештаи од УБК на кои Вилма Русковска за тероризмот од 27-ми изгради обвинителен акт. Таму има експлицитно докажано дека Сашо Мјалков директно со мобилен телефон раководел со качулките. Он не е дел од обвинителниот акт. Таму е неговиот братуче Груевски, прво обвинет. Во изјавата Груевски нема со никого физички контакт. Прво обвинет Никола Груевски. Сашо Мјалков го нема. класичен конструкт? Па, ако го обориме тој обвинителен акт со овие докази што ги имам, а ќе ги обориме, само треба минимум правна држава, минимум. Децата што се узандани ќе треба да излезат, те мора да имаат фер судење, мора да имаат повторено судење и тоа нема да биде тероризам, тоа ќе биде класично учество у толпа и тешки физички или тепачка, она класична тепање. Така. А не тероризам со овие години. Во неформален разговор пред емисијава ти ми спомена дека на 28 чина беше август. Да, ама не би зборел за тоа, сакам да ги изненадам луѓето. Така? Да видат дека еден човек или човеци повеќе со добра идеја, со добра мисла, без пушки, без оружје, може да направат голема македонска работа. Таа ќе ја направиме на Богородица, ќе ги почастам сите, толку организирав, толку можев, ќе ги почастам сите македонци кои ќе дојдат на Ден Богородица и ќе има убав хепенинг, македонски хепенинг, од кој нема да се срамат, ќе го памтат многу години. Од која родина ќе биде дел секако? Па се надевам дека родина, ја ве рачунам за најмакедонска партија. За крај на емисијава Лјупчо, Па за суверенизмот ништо. за суверенизмот, така. Токму и тоа сакав да те прашам. Сите мали партии, условно кажано, од десницата, патриотскиот дел, Да. лиферуваат дека се поклоници на суверенистичката идеја. Значи, ајде сега да не испадне као, ја споменам со за Грчева, пак она сама се пукаше во нога, кога имаше Facebook статус, ти не беше тука, беше во затворот, имаше Facebook статус каде што сите граѓани кои излегле на протестот на 31 мај против 5G мрежата и против задолжителната вакцинација, буквално ги нарече психијатриски случаи и ги прати во Демирхисар. Значи, вчера правевме анкета. Добро, грешка е тоа. Да, вчера ако правевме... е така кој што викаш, да. грешка. Ја не знам. Беше кој што бев нападната, затвор. да. Значи вчера имаше анкета на Слободен свет, каде што имаше добра репрезентативна бројка од 2000 анкетирани луѓе, на која што 70% од испитаниците одговорија дека не би ја примиле таа задолжителна вакцина во ниеден случај. Не сме да има задолжително. Не сме да има. Апсолутно. Јас сум поборник да не може моје тело, моје право, моја болест, моја последица, целокупна одговорност е моја. Нема право ниту еден устав, држава на моето тело. Точка. Тоа е суверенизм. Значи, ако Па не е само сметаме за суверенизам, суверенисти, тоа е... значи правото на единката, човековите права и слободи мора да бидат примарни. Да. Токму, значи партии како Глас, нивниот лидер тоа го фрлал во вода, исто може да се каже Добро, и за некои од другите. ако е така, тоа е политичка грешка. Грешка, Во што ја моментов. ценеше, што ја чинеше многу гласови. Немај, ама Истото го зборувам. Ама тука се, да. видиш са, ова са гласовите, колку е чинено. Так, Абе, остај на гласови. Дефинитивно. Немојте, затоа што не можам утре ден да ве залепам, човек. Не, зборуваме за А за моја нешто... цел е сите заедно, не да бидеме една партија. Секој ќе си биде своја Так, партија. так. Во дејствувањето мораме, затоа ти треба толеранција. Извини, са ти си водител, ја да прекинам. Нема проблем. Значи, оценкава околу тоа, грешката со 5G, пошто не знам, ако ја направила.
Остаја последиците она да се Поинтата ми цени. беше друга. Не, Значи, не влагај сите во... декларативно се суверенисти, а основните постулати на суверенизмот ги кршат. Значи се случуваше тоа и со... Па добро, види, околу суверенизмот, гледај, убаво ми објасни. Тоа на крајот сакам од тебе да го... Ама околу суверенизмот, види, треба да почнеме од А, од Б, Да. В, Г, Д, поред. Значи, суверенизмот е сериозна работа, која треба на почеток, пред да влеземе у темата, да се објасни дека суверенизмот денеска, повеќето, да не кажам, вклучително и Орбан, он не верува у суверенизам, туку знае дека суверенистичка политика во овој момент на унгарскиот народ му е приемчива, ја сака, затоа што е одбрана од посилната Германија, одбрана од големата Русија, одбрана од избеглици. И во таква една констелација, секој помал народ е нормално да го сака и да живее за суверенизмот. Зашто? За да преживее, бидејќи поголемиот ти е комшија. Едноставно ќе те асимилира. И они се приморани тоа да го прават. Многу малце има лидери политички во овој момент кои се идеалисти или делумни идеалисти кои веруваат во суверенизм. Значи суверенизмот настанал 1600, да не сгрешам, 48 година со Вестфалскиот договор. Тоа е во Вестфалија, дури толку биле антагонизирани во преговорите кои траеле не знам колку време. Едните се у Минц или не знам некој град, во два града соседни, едно е од табор во еден град, другиот друг и почнуваат преговори. Предходела војна од 30 години на Светата Римска империја со Хабсбургците на чело, Австрија, и о протестантските држави, Данска, Шведска, Норвешка, сите овие кралства, помали, се тепаат 30 години и има 8,5 милиони мртви има во Европа. И Вартоломејската ноќ тоа се случува. И се седнуваат да преговараат како се раѓа суверенизмот во Европа. И доаѓаат до, после долги преговори, се договараат дека секој суверен на својата територија мора да биде признаен како суверен од сите учесници, од цела Европа, сите кралеви, еден на друг да си ги признаат териториите и нивното право, ексклузивно право на тие територии. Тука се решава и црковниот дел, дека секој на својата територија ќе се организира духовен живот, дали ќе биде протестант, католик и така натаму. Чудно е малце Франција на страна на овие анти-Австрија, француската силна француска држава, кралство. И тука се воспоставува на тој Вестфалски договор се воспоставува темелот за суверенизмот по Европа и дури потоа има 100 години нема ни една војна, бидејќи сите меѓусебно кралство, посебно и како генерации, нивните синови на монарсите, се подписници на тој договор и сите си ги почитуваат своите ексклузивни права на своите територии и така натаму. Во процесов сега што се случува на оваа брутална моноцентрична глобализација, суверенизмот беше прв нападнат. Понатаму втор напад се направи врз нацијата во демос смисол на современиве нации, американска, француска, англиска. И дури се влезе во дробење на етноса, тоа е нашиот проект, да се покаже на цел свет дека еден народ се откажува од себе за виша глобалистичка цел, а тоа е членство во НАТО, членство во Европската унија. Значи, не го гледајте нашиот проблем како само македонски, доколку ти си еден австриец и гледаш вести, би гледаш дека македонскиот народ се откажал од себе за да стане членка на Европска унија. Значи, и они ги постигаат и со вакцините веќе влагаат и во семејството, влагаат кај децата. Значи, тоа е еден след на глобалистички таргети кои треба да се уништат. Суверенизмот е единствено оружје да се спротивставиме на таа моноцентрична глобализација, која и од финансиска гледна точка веќе е рикната, зарибана и се појавува мултиполарност. Мултиполарноста не треба да биде навивање, далеко е мултиполарноста, мора да се реши прво Европа, бидејќи нема Евроазија без Европа, тоа е континенталната политика. Ја имам забелешка кај вас што не го потребувате терминот континент. Многу е битно. Евразискиот континент. Значи, не само континент, бидејќи има континентална политика и она таласократија или атлантистичка, кај што ќе биде Англија, Америка, Австралија и сите тие оние. Тоа е глобализм. Не глобализмот, атлантизам, чист атлантизам, тоа е еден стар сојуз кој уште од време на големата англиска империја трае, Комонвелтот во некаква форма денес. Што прво напушта сега баш тие што и го имаме британската крона. Сега кога сме кај суверенизмот, сега се раѓа и исламскиот пол. Доказ за тоа е, освен пошто вие лежите на дугини сами, како
луѓе кои ја исклучително многу ги почитувам, меѓутоа не се доволни. Во моментот знаете дека Ердоган води една суверенистичка сериозна така политика. Во исто време е пријател со Иран, сојузник, не пријател. Меѓутоа во Катар се случи една многу важна работа откако постои исламот од Мухамед Навака. Кога беше Катар пред неколку години под воена закана од Саудиска Арабија, еден контингент на турска армија си изгради база во Катар и веднаш до нив еден контингент на иранска армија, веднаш до турците изгради база. Значи за прв пат се појави шиитска војска и сунитска војска заедно, еден до друг, ама заедно према Саудиска Арабија, тоест америчките араби. Значи тоа е никулец на стварање на исламски пол во кој веќе нема да има убивање на шиити и сунити. Исламски пол во кој една држава што има огромни ресурси, Иран, плин, нафта, бидејќи Иран е трет после Катар по резерви на плин, делат исти резерви уствари, на плин, на газ, повише од Русија имаат резерви. За прв пат бизнисот и ресурсите споја шиити и сунити да се одбранат од хегемонот. А тоа се случи у Катар. Затоа е битен тој Катар. Подоцна Катар купи 20% од Газпром, не знам да знаеш. Да. Проценти. И набрзо после тоа крахираше Саудиска Арабија, кога падна цените на нафтата на светскиот пазар. Значи сега ова е многу важно да се внимава на сите овие големи геополитички процеси. За ние како македонски народ мораме да ги знаеме за да изградиме позиција и политика, што сме мали, може не сгази баљакот. Нас ни е значи во прилог што Ердоган лидерот на Турција, кој е тебе ни е во прилог. Да, кој е наш традиционален сојузник. Мене и тебе ни е во прилог. Меѓутоа многу малку се правиме да си го едуцираме нашиот народ да знае да се поедностават, да се поедностави случувањето што се случува денеска во светот и да се едуцира македонскиот народ да знае точно што се случува. Не затоа што е лош народ, меѓутоа ние сме затоа ги правиме ваквите емисии, ваквите разговори. Ние сме економски поробени од системот брутално угнетени, немаме никакви права, немаме ништо и затоа ние као млади или вие као млади, ја да се иземам, вие као млади мора да работите, да се свртите кон народот, да работиме само со народ. Не со влада, не со парламент. Само со народ, бидејќи оној кој ќе стекне доверба на македонскиот народ, он е господар на Македонија. Точно. Не премиер. Точно. Оној на кој македонскиот народ ќе му даде доверба, тој и ја владее Македонија. Све ова друго е систем. Мандат, 4 години, криза, политика паднала. Довербата кај народот, посебно сега, е најтешката задача што откако постоиме и имаме. Да се врати доверба, да се врати само доверба кај македонецот, за да се спреми и организира за време Машида, а време е брутално. Времето е брутално. Во контекст на Ердоган и на Турција како наши традиционални сојузници, една од првите држави која не призна подуставно име, веднаш, затоа јас повикувам на внимателност околу случката со Аја Софија, која нели со декрет на Ердоган се претвори во џамија. Значи веднаш кај нас почнаа некои си напади кон него по социјалните мрежи и медиуми. Јас би рекол тоа треба да биде внатрешно прашање на Турција и на Ердоган, затоа што малтене многу малку од луѓето гледаат дека е тоа конфликт на Ердоган со таа, ти што ја кажа, фанариотска елита, која што малтене е тесно поврзана со грчката официјална политика, која не е на наш непријател, која ни го смени... Патриаршија Централ Интелидженс. Дефинитивно. Значи поврзана со Атина... Го покажа создавање Томос во Украина. Значи чисто америчка е патриаршијата и тоа заборајте. Да се вратиме назад на суверенизмот, заради нас. Значи Ердоган го ствара својот суверенизам, го гради на сувереното право на отоманите, од отоманите го влече, и немој да заборавате дека Турција е суверена исто така затоа што е најразвиена индустрија на Блискиот Исток. И по GDP, и по фабрики, и по се. Путин, многу важно е суверенизмот на Путин. На ресурсите го гради врз база на своите ресурси и на големата историја која ја има. Значи исто кај Ердоган, меѓутоа овде е на ресурс, тамо е на индустрија во територијата на која се гради тој суверенизам. Европскиот суверенизам, од прилика кажавме, на Вестфалскиот договор, и сега доаѓаме до нашата мака, а тоа е
суверенизмот во Македонија. Освен историскиот и оној по име, по територија, ние имаме суверенизам и како мнозински народ. Дури да ни избришат све. Еве, ние сме од вчера државјани. Државјаните со коса црта, ако политички се организираат како мнозинство во оваа држава, ќе го изградат суверенизмот. Така. Ќе ја вратиме историјата, ќе ја имплементираме историјата. Значи, мора суверенизмот да почне од една точка. Суверенизмот е фактот дека ние сме најбројна етничка заедница, како и да не пишува во Уставот. Доколку таа етничка заедница се обедини околу идејата за суверена држава на македонскиот народ и дека суверен во оваа држава ќе биде токму мнозинскиот народ, етнос, не демос, него етнос, не нација, него народ, ние сме ја завршиле работата и имаме столб околу кој ќе водиме политика и вие, и ја, и другите. Тоа е Основската декларација. Со една забелешка, каде е мојата забелешка во тој суверенизам, треба јасно да се изгради разлика помеѓу патриотизам, кој е невозможен во Република Македонија, затоа што нашата патрија, Република Македонија, ја чувствува за патриоти села се чувствува, меѓутоа ја гледа нашата патрија како федерација, не како унитарна држава. Ја гледа како рамноправна конфедерација на два рамноправни етноси народи, што не е така. И затоа терминот патриотизам има подлога само во демос, тоест нација која е идентификувана со државата. Врз база на стейт правиш демос, тоест нација. Ние сме еден збир од етноси во неуредена територија, во недемократска територија и ни се фрла цело време песок у очи и за жал до сега не успеавме да изградиме сериозна цврста националистичка позиција. Македонскиот национализам е изворен. Секогаш се јавувал како последица од тиранија. А ВМРО, нашето ВМРО, изворното, е последица на невидена тиранија на османлиите. Не е направено ВМРО затоа што имале македонска држава, па сакале да ја прошират. Оно е чист македонскиот национализам е последица на тиранија, ништо повеќе. Значи немаме ние денеска било каква желба за агресија на туѓи територии. Ние немаме во национализмот македонски не постои аспирација да влеземе во војна со Грција, Солун да го направиме наш, бидејќи сме доволно писмени и свесни и знаеме дека тоа не може да го направиме. Немаме дури ни во моментов не само ресурси, ние ни право имаме тоа да го направиме. И сега, многу е важно при градење на оваа нова суверенистичка политика на македонскиот народ и овие термини кои за мене сметам дека се фундамент да ги расчистиме, дека ние мора да се избориме и обединиме околу идејата дека сме народ мнозински, тој е мнозински народ, без разлика што ќе кажуваат. Ние од вчера да сме, како мнозинство имаме право да владееме со сопствената територија, баш затоа што сме мнозинство. Како мнозинство имаме обврска на албанците, да не им ги загрозиме нивните права. Ама мораме да ги воспитаме и научиме да го почитуваат мнозинството. За мнозинството да го почитува малцинството, потребно е малцинството да го испочитува мнозинството. Тоа е двосмерна улица, не може да биде едносмерна само за нив. И само да плачат и така натаму, што Европска унија и Брисел ни го наметнаа као стандард, као политика. Сето тоа ќе се смени само доколку почнеме да градиме македонски суверенизам на она што го имаме, а ние освен народ, друго и немаме. Токму Родина Македонија се залага за стварање на таков еден сојуз од повеќе групации, поединци, сите ресурси... Сојузот се вика Македонија. И без да го кажем. И се надевам, тоа што ти го кажа Палчо, дека за кратко време ќе станеме мнозинство. Ако ја изградиме довербата, кој што имаме јас во тебе што имам. Так, имам дури и во деца во бойкотирам имаме доверба. Значи меѓусебната доверба во реализација на идејава е многу поважна него било која конференција со кисела вода и глупи хартии, декларации, манифести и така натаму. Тоа е губење време, тоа е форма, тоа не е суштина. Суштина е она што му направив на Геро, го опробав. Тоа е суштина на дејствување. Ја не се слагам со Геро, он е Сорос, позади него ги гледам Милчин,
тричко и земав две Ама бои, делуваше тоа жута и фарбањето. црвена и ја го офарбав. Зашто им покажав конкретно, значи со вистинска боја, фасадна боја, акрилна. Се смени после тоа. Не, за не се 360 сменам. степени во неговите ставови. Не се сменам. Не, бе, па ти, не. Беше причина, мислам, зашто го направив тоа, значи, действувањето, спротивставувањето, не е последицата дал Геро му дошло памет или не, небитно. Значи, ти не се согласуваш и реагираш јавно. Значи, ако ние изградиме доверба меѓу нас, македонците, дал си ти у Родина или у некоја друга партија, после ќе видиме. Значи, на секој проблем мора да реагираме. Мора да има конкретна реакција, не само пишување. Значи, ја не можам да им објаснам посебно у коментар. Ајде, Палчо, победиме. Добро, кај да ве водам? У кланица, без пари, без оружје, без политика, без изградена стратегија, што да земам нови луѓе да стрпаме у шутка. Така е. Значи, апелирам до сите дека мора прво да се изгради од А, Б, В, Г, Д до крај. Мора да се издржи. Знам дека навредува ова секој ден што прави, знам дека тешко се издржува, емоција е во прашање, тешко е, не навредуваат, не плюкаат, не мочаат и све што прават. Не само да издржиме, него да им вратиме со активизам, македонски активизам. И со победа на следните избори, што јас се надевам дека ќе бидат предвремени многу брзо. Па добро, ама до тогаш имаме многу работа. Значи, еве, тука вечерва кажавме сериозни работи кои ние малце ни се и 3 години да ги направиме. Така е. Ама сега Зортов не тера тоа да го убрзаме. Јас сум на 55 години непоправлив оптимист, мислам дека можеме. Можеме, Палчо. Ти благодарам за гостувањето во емисијата. Значи, вратите на нашето студио ти се отворени, чувствувам го како свое. Можеш во секој време да дојдеш и да направиш и прес и да го користиш за емисии и за се. Благодарам. Значи те рачунаме, те сметаме за дел од нашата семејство. Македонци сме, бе, наши Македонци сме, точно е таа. А после е Родина, прво сме македонци. Македонија е прво, тоа е тоа. Не, македонци, многу поважно и од името на државата. Дефинитивно. Затоа што сотран етносот, многу битна работа. Сега па ти посмета во одјава, значи цел е народот. Името на државата го менјаме овака, тоа е фирма. Народот го претвори у државјанство, тоа е страшна работа. Дефинитивно. Ти благодарам уште еднаш. Значи, драги гледачи, поентата од оваа емисија која верувам дека допре и до вас, значи да сватите дека вие, македонците, сте уствари суверенот кој треба да ги донесе промените во оваа држава. Ниту Љупчо Палевски, ниту ја, ниту Родина Македонија, ниту Трета, ниту било кој субјект и партија не може без вас. Вие сте тие кои давате и одзимате легитимитет и власт во оваа држава. Значи, апелирам како што апелираше и Љупчо Палевски. Излезете од комфорната зона. Сватите дека без вас не можеме ни една педа да освоиме простор во борбата за враќање на тоа што ни е одземено во последните 30 години од овие две системски клиентелистички партии. Се надевам дека за брзо гласот кој допира до вас ќе резултира со организирање, со пристапување, дали во Родина Македонија, дали во Трета, дали во некоја си друга слична партија по организација како нашата. И тоа фузирање ќе резултира со конечно ослободување на нашата држава. Ви благодарам за вашата гледаност и за одземењето време и до следниот петок имајте убави 7 дена, исполнети со убави моменти за вашите семејства и за вас лично и не се оптеретувајте со овој театар околу организирањето на ново собраниско мнозинство, затоа што знаете кој е конечниот резултат, концентрациона влада. Токму против такви концентрациони влади, Родина Македонија и сите, како Љупчо Палевски и другите свесни патриоти, ќе се бориме. Имајте убав период, пријатно.